Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо. Ово утро со мене копилот е Аги Мионус. Како тоа копилот? Па, ја и ти сме копилоти. А копилот? Ја Да. го разбрав копилот. Како? Не. Вака кој ќе ме потфатат почитувани слушатели да ме зафркават. Да, мала шала. Мала шала. Ова студио сум опколен од Чаирчани. Имаме born and raised во Чаир Аги Мионус. Исто техничарот ни е born and raised во Чаир. И исто и гостинот ни е born and raised во Чаир, а заедничко за сите тројце што веќе не живеат во Чаир. Добро бутал сум. Добро утро за Александар Бичиклиски, поранешен новинар, партиски портпарол, сега Се обштественик. Добро утро. Добро ве најдов. Агим, да хајде нешто чаирска, фатете, што е се работа. Јас селјак Шо тука од чајска ти провинција дојде од дојдем. кавадарци фраер, тука се правиш Да, не врегаш со вале прво збора, навлегуваш Па ни тука тоа не е вака, фер, така не биле, но, а она. Не реков ништо лошо, ја за сега да бидам. Има една многу битна изрека секогаш, тоа последниот тоа го почувствува во Република Македонија кога дојде репрезентацијата на Бугарија фудбал да игра, во Чаир не се к. Никогаш. Никогаш во Чаир немој да се. Да се Добро. кучиш вака по Така. наша. Тоа е многу Извинете битна ли работа. касни дугме тоа за тие зборови. Тоа е работа која што таму не е дозволено. Никогаш. Никогаш не се. Агим, гледаме, еве, ја спомна Бугарија Александар и тоа е добро, сакам да те прашам пред се. Гледаме дека некако ситуацијата со Бугарија се креваат овие тензии на едно повисоко ниво. Прво беше тоа со знамето, потоа по жестоката реакција од негова страна политичари од Бугарија почна да барат оставка од Александар Николовски, нашиот министер за транспорт и врски. Тој им одговори дека тоа кои се тие да бараат и доби поддршка, морам да видам на социјалните мрежи. Денеска од Брисел порака од Мицкоски кој е таму вели ултиматуми не прифаќаме, критериум за членство во ЕУ да бидат постигнувањата, нели? Како ти се чини оваа работа и дали влегуваме дали ова дигање на ситуацијата од наша страна, очигледно е дека од наша страна, нели? Значи дека ние едноставно веќе кажуваме не може вака да функционираме и бараме нова рамка, или може би значи траен ќорсо как во европските интеграции на Македонија? А има два елемента. Првиот ќорсо како што се однесува до влезот во ЕУ и почнување на преговорите и така натаму е процес кој многу долго ќе трае, биле бугарите или не. Зашто ајде да сме ние, само ќе рече само ние сме. Гледаш, сите останати се бавни. Така да во меѓувреме нешто мора да се работи. Кога веќе нешто во меѓувреме се работи на дневна политика, се работи на теми и проблеми кои што се актуелни, кои може да се џвака долго за да се купи време. Она што мене ми е драго, што конечно и ние покажавме на некој начин заби. Она што вчера Николовски бендисувал Николовски некому или не, вчера направи една работа која што никој до сега немаше петля да ја направи. А тоа е да им каже, чекале, па кој сте па вие? So what? Никој до сега, додека кој идеше, Заев му идеше на Бојко Борисов, му љубеше образи, му љубеше пенкала што подпишуваше, му... Значи не бива со љубење, сега да видиме малку за тепање. Додека правеше ректален алпинизам, се беше поинаку. Сега конечно се најде некој, сам дали ја го сакам Николовски или не, тоа е мој проблем, меѓутоа дечкото стана и рече стоп. Who are you? Who the hell are you? И тоа е еден добар момент, добар елемент. Мицковски она што го прави на начин на кој што нема алтернатива. Затоа што и он е свесен дека нема право да греши, нема право на грешки. И ВМРО генерално со оваа постава како ја зима нештата, работата во рука, почнува да покажува, ќе го повторам зборот, почнува да покажува заби што е добро во делот на
транспарентност дека и ние имаме некоја национална гордост и дека не сме баш цацко со кубурата и ние знаеме да извадиме кубурата кога треба. Значи, Да, но работата, што ќе ни е вадењето на таа кубура, доколку ние остануваме трајно заглавени во нашите европски интеграции. Види, онака како што сме трајно заглавени со дозвола на мецените кои што се одозгора, така и за 24 сата можеме да бидеме одзаглавени. Затоа што има еден податок кој не можеме да го избегнеме, а тоа е геополитиката, стратегијата на Европската унија и сите тие правци, процеси и креирање на таа европска политика е еластичен еден фрагмент. Ако им затребаме еден ден, за 24 сата ќе настават у Европска унија. Како оставија Бугарија па на последку? Кои се па бугарите, бе? На сила ги бутаја. Абе на клоци ги унесоа. И романците. Румунија како влезе. На сила. Извини, дечко, додека беа Бугарија и Румунија second hand за нас, додека ние бевме наречи го американци за нив, така, тоа беше фраза што Не знам ја, кога сте биле вие американци за нив, ја не се сеќам ја да сум бил американец. Ти си уште бабушка, дете си, Значи, не се сеќаваш но... на времето кога ние им се смеевме на бугарите и румуните кои идевме за 2 червени до Софија. Мојот научен пристап е дека во ниту една година за време на комунизмот во Македонија и за време на комунизмот во Бугарија, Македонија немала повисок ко BDP од Бугарија. Видите, мешаш баби и жаби. Мешаш баби и жаби, бичеклиски може да повтори. Значи таму влегуваш 4 продукта, имаш во продавници, имаш таа налва, имаш кашкавал витоша, како им се викаше она. И конзерви со конзервирани пиперки толку имаш и ајвари и така. Ништо не можеш да не купиш. Добро, има вселенска програма. Пази, ти немаш легитимитет како многу помлад да зборуваш за тоа време. Не, па за тоа јас ве прашувам вас. Ја као средношколец сум илјал у Софија со пари у джеп поголема него професор на универзитет кај нив. Плата што зима. И значи ние имавме у таа Југославија, сега да не звучи носталџичарски, меѓутоа имавме стандард, социјала, држава, имавме се кој беше на ниво на кое што они сите ни завидуваа на нас. Они правиле база на Антарктика. Ама пасошите им стоја у полициски станици. За да искочиш од Бугарија требаш да отидеш у полициска станица да кажеш каде да го одиш, па да ти одобрат и го дадат пасошот. Значи они беа млад не сеќаш ти, не они знаеш. 2 пати побара во својата историја како комунистичка држава да бидат 17-та советска република. 2 пати во својата историја. Добро. И они денеска на пример со Бугарија кој владее? Владее бившиот пилот на Тодор Живков Радев. Владее бившиот телохранител на Тодор Живков Бојко Борисов. Значи, тоа се спијачи, така ги викаат, кои што се одработуваат за руската пропаганда. И овој цел проблем. Значи, како ја предадо Украина бугарите? Куршун не даде, оружје не даде да се. Цело време ние сами треба да се браниме. Од целата таа работа, 3 партии имаат. Александар, во парламентот. Ти си добар познавач на историја. А слична приказната и у Румунија. И сега они отиде у Бугарија. Ако може малце поблизу до микрофонот. Од тема на тема. Се извинувам што ве прекинувам. Се извинувам само дека ми е свежо. Не, се уште е тема Бугарија. Само дека ми е свежо да кажам. Значи, тоа што викаш ти ќе заглавиме вечно. Ние сме веќе заглавени самите со себе си овдека. Пази, ние Европа која ќе бидеме кад пртна мртав викаат. Зашто? Затоа што прво ние треба внатре да се средиме, да функционираме европски, па после лесно е, нас нема ни да ни треба Европа. Арно ама, кога сме веќе кај таа микрогеополитика на Балканот, на тие релации Македонија, Бугарија, Албанија, Косово, ти реков ми рече, тоа е се дневна политика, држи воду док мајстори оду, затоа што големите мецените се уште не знаат што ќе прават со нас. Ние сме се уште овдека резервна варијанта на Блискиот Исток. Ако им затребаме. Мислам дека измеѓу редови треба да се чита тоа малку. Значи, затоа ние сме на кумплунг овдека. Некој не држи на кумплунг цело време. Очемо, нечемо. Дека ние унутре се дотепуеме самите, jer не знаеме да држиме држава, не знаеме да организираме држава. И ние сме, уствари, тврдам, Балканот е резервна варијанта на Блискиот Исток. Таму се случуваат интересни работи. Пейджери пукаат на Блискиот Исток. Александар, ти си голем познавач на историјата на
на ВМРО? Да, 35 години сум во ВМРО, во континуитет. Не зборуваме за сакам ти кажам, ДПМН. да, не сме Не зборуваме ги знам за сите ВМРО, процеси, не зборуваме за овие 30 историската години, ВМРО, зборуваме да. за тоа претходно. И сега, значи, ќе се согласиш, ако не согласиш, тогаш не си познавач на ВМРО, на ВМРО историската, дека таа организација секогаш имала екстремно блиски контакти со Бугарија. Сите основачи биле бугарски даскали. Сега ќе Сега, како да ти кажам, сите... Чите измеѓу редови, дупачка ти ужи. сега е ова. Значи, од прв до Чите после... измеѓу редови, така каже, вие сега ќе те демонтирам со две работи дека не е така. Сите, ја нема еден од историското ВМРО што немал блиски релации некакви со Бугарија, или служил војска, Да. или бил офицер, или бил... Тоа се случува после руско-турската војна последна. Значи до 1888 некоја таму, отприлика. Па не постоело тогаш ВМРО. Не, збориме која револуционарна организација, Илјо Малешевски компанија, сите што ги Тие не се спомнува. од ВМРО се. Тие се претходница на ВМРО. Добро. Револуционарна организација биле во Белград. Имале блиски релации со Белград во тој период, кнежество. Димитар Попгеоргиев Беровски униформата, ако му ја видите, тоа е српска воена Тоа сакам униформа да од ти тоа кажам. време. Во Да. другиот момент, значи, ВМРО имало секогаш многу блиски контакти со царот бугарски. Не со бугарската држава. Чи само со Тоа се царот. да, сега ќе ти кажам зошто ќе се чудиш. Па нема Ова е многу Со интересен. царствата, државата, тоа сум јас е Многу интересен податок. Царот прв бугарски, нели нов е австро-унгарец, австриец. Фердинанд. God Sax for Австриец, така. Го поставуваат, го ставаат буквално да биде цар на Бугарија, како што нели Отон го ставаат во Грција, сите останати работи. Познавајќи ги бугарите какви се, Фердинанд не им верува воопшто на бугарите. Неговите телохранители околу него, обхрана на бугарски што се вика, се членови на организацијата. Единствено водачот на ВМРО, зборам за Тодор Александров и претходно сите негови, имале право да влезат кај бугарскиот цар со оружје. Генералот на бугарската армија немал право да влегува кај царот со оружје. Втор момент вака интересно. Тоа значи дека бугарската државност е вградена во нашата државност. Чим толку биле блиски, а државата во Бугарија бил царот. Царот, апсолутно јас. Тоа токму сакам и да ти го кажам каде е денеска оваа смешна приказна која што бугарите сакаат да ја наметнат дека сме срщ народ и да ние сме блиски, комши сме, се разбираме со сите тие работи, меѓутоа сме илјадници километри различни и во начинот на однесување, и во начинот на култура, јазик и И не, ја мислам дека ние да бевме у позиција на моки, да им го правиме ова, со знаме ова, она, да ги блокираме, ние полоши ќе бевме. Не, види, Ја мислам вака, некој мое лично видување, ние да бевме тие, па сега па права ќе баравме за македонците во Пиринска Македонија. Тоа е една приказна која што влечи корени од ладната војна. Значи, кон Бугарија во време на СФРЈ не се градеа, да речеме, ни пруги, ни патиштата, ни сите тие работи, од причина бидејќи бевме условно кажано, нели, непријатели во тој период. Овие под страшно големо руско влијание. Но да се вратаме на што го зборивме за водачите на ВМРО. Сите воени удари кои што царот ги изведувал во Бугарија, во историјата, се правени преку ВМРО, кои што биле во структурите на тогашната бугарска армија. Значи, оној познат атентат на Стамболиски, например, кој што во тој период станува близок со српскиот крал. На Стамболов, мислиш? Стамболиски е со ские човеков. Значи тој оди во Белград и вика ќе ги донесам сите овие од ВМРО дека се вагони во Белград, па што сакате правете им. И после 2 недели му се случува, нели, воен пуч и буквално го носат во Софија во една каца, исечен на парчиња, главата до згора стане, имал голема глава бушева, како порака од ВМРО дека не треба тоа да се прави. Инаку 30 и некоја година кога го укинуваат ВМРО во Бугарија, нели, кога го протеруваат Иван Михајлов тогаш како водач на ВМРО заради тоа што наводно го убил српскиот крал, наредил да се убие во Марсеј. Не наводно се случи. Убиен, и Луј Барду. Значи целта на атентаторите прво е Луј Барду, не е царот, кралот. Но вториот многу битен момент, ВМРО во тој период се укинува пошто станува појако од бугарската држава и почнува да го контролира бизнисот во тој период со опиумот кој што не му одговара на британците, кои што веќе имаат Кина како простор каде што го работат. И од таа причина е укинат. Каде бега Иван Михајлов? Истанбул. Кај Мустафа Кемал Ататурк му дава азил.
Значи, ВМРО создадена да се бори така наречено против Отоманската империја, доаѓа момент, jer нивни лични блиски релации помеѓу Ататурк и Иван Михајлов и он добива азил во Турција и живее во И Турција. после до крај на живот тврди дека е бугарин, имам интервјуа. он има проблем со својот идентитет, тука нема муавет. Добро се Ја не, вие чудни Провокативно прашање, колку души од ВМРО имаат проблем со идентитет? Но, сите. во моментот, они знаат како феномен Агни се случува, значи додека се во ВМРО допомне како политичка партија, одредени типови кои што станале после Бугарија биле најрадикални македонци, онака се покажувале, тргајќи од Љупчо Георгиевски, на пример. Не ми го спомнувај, молим те. Па он го измисли Значи- Александар Македонски. Ма, дај, пази, Љупчо Георгиевски ви е најголем промашај у историја. Ама И не бламажа Да. од која не може да побегнете. ништо Зошто ја ама и многу ништо почитувам. чудно, ако знаете како е формирано нели ВМРО и кој што ДПМН која беше приказната да се значи во тој момент одредени структури КОС и сите останати сакаат да ги имаат македонските националисти на купче и на контрола да видат кои се. Ја формираа МАК. КОС, буквално ви кажувам, со одредени луѓе кои што беа вонатре. Маке Ована Страшно Ангеловски, така? Не, тоа беше Гане Тодоровски, Анте Тајна Поповски, ТМРО. Абе, у 21 век уште постои ТМРО. Тајна. да. Тајна македонска, пази, ќе гинеме, ќе правиме, ќе... Добро, Па, тоа е масонска организација, чиме тајна. Аубе, свестите себе луѓе. Да, Не, чиме тајна масонска мора да е он- тоа. Шектански треба да прашате И во тој целата таа работа. тој Се- нешто у задње време е фокусиран на албанци и на власи. Го гледам, може да го викнеме некој ден. Он е од село Негрево, Пехчево, тамо нити има албанец, нити има влав. Ја нема Ама за Таквите се најопасни. Тие лови тие што не виделе, значи Значи, Али Ахмети живеел у Зајас. Така човеков. Петко имал контакти со македонци. Љупчо Георгиевски живеел у Делчево. Прв пат албанец видел кога дошол на 18 години да студира у Скопје и тие шовинистички тези од Југославија, големо српски, приказнат албанците се непријатели ваму таму и одма рефлектираа, значи он не живеел со него, не бил заедно со него. Кажи ми тие во современа Република Македонија 91 година на ваму. Дали имало некогаш меѓуетнички инцидент, тензија, проблем во Чаир, Газибова или Бутел во Скопје? Никад. Никогаш нема. Ја може да го потврдам тоа. Тоа се дечи што се Ама, застепале и знаеш ние. зашто е тоа? Ја ќе ви го објаснам тој феномен. Пази да се разбереме. Со создавањето на современа нова Македонија, да наречеме нова, ќе речеме нова, подразбираме од 91 наам. Да. Значи во нова Македонија лајт мотивот е национал романтизмот. Така. Темелени на национал романтистички тези, платформи, движења и така натаму, многу луѓе залутаа во правецот како треба да се изгради ова наше современо општество, а да не биде пречка тој национал романтизам. Да. И така луѓе полека почна да се сегментираат, секој е своето јато, тепајки се по гради, ние сме големи албанци, ние сме големи македонци, ние сме ова, ние сме она. И она што требаше уствари да биде ударна мета, изградба на здраво општество, ние го направивме едно поле, како би рекол Гоце Делчев, не за културен надпревар, него за националистички надпревар меѓу народите овдека. И тоа стана, апропо, немало инциденти, Чаир и така натаму и така натаму. Тоа се луѓе кои живееле меѓу себе, се познавали, се почитувале. Моето семејство е многу старо скопско семејство во центарот на Јаја Паша Керчеичанка. Околината околу моето јадро, да го наречам, кај што била мојата куќа, Тоа било Скопје. да, тоа било мешано мало Турција, албанци, македонци, Србија, абе немало уште шпанци што немало. И сите ден денеска традиционално семејно се пријатели се почитуваат. Меѓутоа, изеле, што би рекол народ, 3 фурни леп заедно. Да. Апропо, Љупчо Поминале се. Георгиевски дошол од Делчево, дошол од ваму, од Зајас. Не изеле леп заедно, не седнеле на маса да ручат, да макаат леп и сол заедно, да се дружат. Или Симит Погача кај тетка. Да, пример, може. вака. И со текот на времето создале една политички комерцијална платформа, така да постои тоа и секој за да може во својот радиус да биде фраер. И ти фраер у својот радиус, и ја фраер у својот радиус, кој отиде у пиздуматено ти е државата. Така.
Баш така, ама знаете како лоцирам ја проблемот? Често пати со мои пријатели го правам, мои повозрастни. Генерално проблемот со тој неизживеан романтизам, буквално неизживеан, ќе се живее еден ден, ка албанците, ка македонците, ка турците, ка србите го има. Мислам дека е основата проблемот македонскиот устав која се носеше 91 година, кога Данил Фрчковски, Поповски и компанија го направија уставот пола национален, пола граѓански и оставија луфта тука. Ни риба, ни девојка. Така се и се што да не се случува до ден денеска. Се слагам со тоа. Значи ние требаше 91 година нација да создадеме. Или држава прво правиме. Тука те чекам. Нација. Ние се уште немаме. Ај што немаме? Така, уште сме племења овде. Не народи, племења, дефинитивно се согласувам. Дефинитивно се согласувам и пазиш, не само што не почнавме да градиме, се уште не сме ни почнале. Не знаеме како да станеш припадник на македонската нација. Значи јас и како македонец ми е тешко да станам припадник на македонската нација бидејќи немам јасна слика како тоа треба да го направи. А единствениот начин Македонија да постои и да остане е изградба на една здрава нација. Тоа е основата. Со здрава нација ти имаш луѓе кои што си ја сакаат својата држава прво. Еве, ајде имаме убава платформа за муабет за понатаму. Мене ми е омилена тема нација, градење на нација. Јас немам алтернативна држава. Алтернативна кога велам во смисла на втораматична држава. Така, да. Тука сум роден, татко ми, дедо ми, прадедо ми, на прадедо ми, татко му е, тој седмиот дошол од Кора планина и така натаму. Колку што е, да. Ти мене, како човек кој се сака својата националност, традиција, култура и така натаму, колку год да си поразличен од мене, ти можеш само симпатичен да ми бидеш. Точно. Доколку тие наши разлики ги негуваме како културно богатство. Ти види на запад, 1,001,000 различна етничка припадност имаат на купче луѓе кои што викаат не имаме знаме национално. Ама овој Мартинес се викал, ама носи америчко знаме. Тоа нема везе. Пази, јако се вработував кај американците, со работа за американците едно време, главен тип од кого се плашевме беше некој, кажи го, Алфонсо Рамирес од Еквадор по потекло. Човече, поголем американец од него не можеше да најдеш. Како да направиме ние да некој Шабан тамо биде поголем македонец од што па ти има кажам? такви Шабани многу. Не, пази, не зборувам дека со тоа Шабан би бил предавник на својот етникум. Напротив, ти си човек кој има право од дома да бидеш што сакаш по религија, што сакаш по етничка припадност, културолошки, на сите начини. Меѓутоа, ние во ова заедница која ја градиме мораме да бидеме плурибус унум. Пластично сакам да го објаснам на луѓето и не го разбираат. Пример, здравствениот систем што не е лош. Што ти ако си албанец или ако си македонец имаш подобар здравствен систем од другиот, немаш. И за едните и за другите е лош. Школскиот систем, образовниот систем ако е лош. Колку што е лош за албанците, толку е лош и за македонците. Сега, некој ќе рече, ама не, они имаат у Скопје подобро. Да, ама кога што имаш албанци, нели, у Дебар имаш и македонци у Делчево. Бичеклиски постави страшно паметна теза и го почитувам тоа што го кажува Бичеклиски. Иначе, дајте луѓе да градиме нација. Иначе, или дајте да растуриме. Нема средина. Инаку политичките партии се криви буквално за да не дојде до тој момент на формирање на чувство на припадност на нација. Зошто го кажувам ова? Значи, еве Дуј, секогаш имаш една двојна агенда. Пред Европската унија ве зелени глумеа вакви и такви како се вика. Не се, а меѓу своите гласачи одеа со националистичка реторика. Овие сакаат да не убијат, овие сакаат това да не направат, ние сакаме да, ама и вие добивте избори на тоа дека ја спасувате државата од Дуј, сега бидете искрени. Немаше од Дуј, значи не од албанците. Убаво си каже, од Дуј. Дуј е криминална организација. Они може да рече ВМРО е криминална организација. Не од македонците. Ама докажуваме дека се криминална организација. Што сака да Па со СЈО се докаже и со бомбите дека ВМРО била криминална. Ништо не се докаже. Што се докаже? Кој ще докаже? Сашо Мјалков и Јордан Камчев се докажа во целата прича со СЈО, толку беше. И ги казни. Заврши. Што ми е поентата во овој момент? Значи они со една таква реторика која што е многу страшна. Ама сега ми се испорача сметката на Дуј. Огромен број на албанци од Македонија, исто како македонците, веќе бегаат надвор
Зошто вие у ВМРО не немате само членови приказната. албанци, немате Имаме председател кој на ти рекол дека немаме, не си прошетал, не си дошол. Абе ги имате Грешиш проформа. Не, пази. Грешиш ти многу, значи имаме во Чегране. Чим сте вие за сите, вие треба да имате во Ерциново као СДС шо имаше бре, општи комитети, Види, треба да имате. еден момент, јас ви го кажам, она на почетокот, кој што е проблемот. Огромен број на албанци се уште се плашат од ВМРО дека ние сме тие, заради таа една риторика од 90-тите почетокот, кој што има нешто против нив. А како да не Ето, се плашат кога членството право. на улица вика гасни комори за вас? Уште има такви луѓе. Значи, во секоја стадо има црни овци. Пази, како се вика. стока има на двете страни. Меѓутоа, ајде не кажи ми Ајде, историски што 30 правиме ние конструктивно, Да. за да се то надмине. Еве прво за деструктивното да збориме. 30 и нешто години во Македонија. Да. Кога најголема репресија е извршена врз албанците? Кога е на власт СДСМ и кога се министри на СДСМ? Бит пазар, Мала Речица, Види, Гостивар. се е тоа во време на СДСМ. Прстот на Бранко Црвенковски вака дигнат у таа сала да ме браво фрајре и тепавте. Мислам, ја барем нема го заборам цел живот. Таму на улица тепаа сладкар стар 75-80 години, Сефо лично го познав стариот, кој не би сгазил ни мравка, го вадат од сладкарница у парк. Му рипа тројца специјалци, камера снима, тој иде на CNN, а Сефо јаден, па ќе кажам, мравка не би сгазил. Тоа беше срамота. Во време на беше- СДСМ. Да, тоа е СДСМ. Они го Не, прават. добро, ние имате една комунистички вградена албанофобија, на ВМРО албанофобијата е малку. Знаеш, главниот проблем со сите, ја анализирав нашата претходна емисија со Агим, пошто не критикуваа за тоа дека сите тука се стока и едни, и други, и трети, дека овде нема се. Ја почнав антрополошки да ја анализирам тезата и викам чекај се. Антрополошки брат. Ајде да седнеме, викам сега да фатиме од антика. Чекај, стоп, Се што било најздраво, Чекај. Александар Македонски земал со себе, тука оставил багра. Зашто не се критикувале затоа што сме рекле стока? Да. Понавljam, стока. Значи, пази се. Ај, извини да ти ја Да потврдам се животни за тезата. храна што? Александар Молим, Македонски што понавljam. било најдобро, земал со себе на исток. После, дошол, нели, имаш Римска империја. Што било најдобро? Римска империја си собрала. Поминала Римска империја, дошла Отоманска империја. Тука ви албанците предничате во собирање. Се што е најдобро, Албанците биле во еден друг филм, албанците значи биле се што било добро, и кај албанци, и кај македонци го собирале, го носеле во Истанбул. Што као си се етаблирале луѓето во таа империја. Види, на секој 30 години се тепаме овде. Значи, пази И се. кој останувале во селата? Чупавите и сакатите, и сите деца личеле после на нив. Така е. Но маси Поминало- другите војна биле. Поминала Отоманска империја, се што собрале, дошла, како се вика, СФРЈ. Чекајте, убавија долго забораш кралевината Да, претходно. тама кратко било. Да, Те не ни инака е успеале дошол да Шумар. соберат. Творец на Југословенството и на Југославија, не Јосип Брз Тито, е Добро. крал Александар Караджорџевиќ. Дошла Југославија, еве, кралство, Тој е комунизам, измислил- пак све што е најдобро собрале. И они, сега у моментов имаме така лесни граници, па сега Европска унија се ни собира. Тука ние остануваме само стокат. И Тито и дава држава на Македонија. И трт, што правиме сега? Не знаеме да правиме држава. Ај што го негираме Тито, ај што негираме наследство од некои такви работи кои што веќе од нас создадоа некаква држава, па зашо рамките на Југославија се создаде Социјалистичка република Македонија во рамки на Југославија. Тоа беше прв почеток, оваков или онаков. Што се случува? После сите тие нешта што ти ги спомнуваш како историски некаков Историски се што вреди си идало. наречи го и сега што правиме, ние не знаеме да градиме држава. Ич не сме за држава, Па ние тие сме што за знаат, наклоци. ни отидоа у И уште Истанбул, забележуваат у зошто Белград. некој во револт вели стока сме, па не сме стока, ние сме конјини, тешки Е, токму конјини. тој прв пат што го употреби тој израз стока, стана председател посветен на државата. Мислам дека направи, да се вратам на Европската унија, само една мала дигресија, круцијалната грешка, стратешка за Република Македонија во периодот за тие релации со Европската унија. Одбивањето на влез на Македонија во Европската економска заедница. Значи, ова што е денеска Европска унија беше тоа, нели, почна. Ама не, чекай. Ама види сега, добива. Не одбиле нешто што никад ние не сме го ни добиле како понуда. Имало, Тоа е од каде понуда- знаеш дека не е? Тоа е понуда која тоа ние треба да ја бараме таа понуда. Од кај знаеш дека не е Значи, понудено?
Не. Бициклистки Од каде знаете дека не ни е понудено? Да те ручнам за една работа, морам, затоа што мислам дека си компетентен човек за еден одговор. Во немање на една граѓанска опција која е не етноцентристичка. Така. Значи, пошто во Македонија, 100 пати сме го спомнале тоа, етноцентристичкиот модел на водење политика создаде две општества во едно општество и така натаму. Зошто ВМРО дефинитивно не искористи можност да создаде национална партија? Пази, ВМРО како ВМРО. Меѓутоа, Демократска партија за македонско национално единство. Да. Зошто не се измешате? Зошто не отворите да во ВМРО, во председателството, во структурите, во ова, во она, има немакедонци? Во смисле, ја ви се нудам да ви бидам у Централен комитет кој албанец, зашто не би можел ја да искочам тамо и да направиме еден парадокс да се смее народ, пошто народ не знае што е тоа чекор напред. Па ние имаме веќе етаблирано луѓе. Абе, осте имате проформа, не ми збори. Еве советник на пример, во Скопје имавме. Албанец од ВМРО. Совет, пази, јас сум соработил со ВМРО на професионално ниво. Меѓутоа, ајде да изградиме, се враќам на она што ти го спомна затоа што го поддржувам. Јас тебе те поддржувам. Изградба на нација како императив. Меѓутоа, ВМРО сега има можност да се отвори и да стане реално национална партија. Македонија нема национални партии. Националистички повеќе. Да. Не се национални, значи, националистички. Ајде, ВМРО може да направи, има шанса once in a million year. Значи, историска шанса да биде реално национална партија на македонскиот демос во Република Македонија. Чекај, може да ти кажам, внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, како би дошло на албански. Вика, организита брендшме револуционаре македонезе, партија демократике пербашким комбетар македонас. Ти треба брат Соливер Спасовски да се Он на ромски, ти на албански да збориш. Готов за сунет. Да, спремен се. Значи, ВМРО запомне вака би звучало на Не го прифаќам ова. Не го прифаќам ова, више ова е како дупачка. Ајде име на маđarски како изгледа. Тој јас. Иначе историски со кого соработувал ВМРО? Еве историја ако вратим. Охридско востание. Хасан Приштина, Тодор Александров. Договор имаат подпишано, човече. Ало, Илинденското востание, кој ти го дигнал бе? Власи албанци и по некој македонец. И сега, ама тикам, лошата теза 90-та година е, кај ВМРО фабричката мана е тука. Повторувам, Илинденското востание го има дигнато власи албанци и по некој македонец. Да, но, чекай, Агим, ти нели мислиш дека во Македонија стравот дека албанците ќе не ја земат државата има некакви рационални основи? Ама тој е твој страв? Не, јас сум албанец, ја не се плашам. Не, се зезам. Дај да видиме на чисто нешто. Значи има кој од кого што зима на автохтоно население. Ало не тресете глупост. Сами себе ли ќе си земаме еден од друг шо? Те молам. Ако јас си земам и ти ми земаш, еден со друг си земаме, немаме. Те молам, ајде да видиме ние тројца овдека. Ние сме автохтони на ова тло, географско тло. Имаме држава. Не покрива НАТО, границите ни ги гарантира и така натаму и така натаму. Внатре, кој на кого што може му земе? И после викаш зашто, викаш стока. Па стока сме, затоа што не сваќаме дека треба да седнеме, се договориме. Ало, како да живееме поубаво, бе? Така е. Не, живењето поубаво подразбира компромис на сите можни страни. Ако сакаат албанците да не земат државата, ја морам да кажам дека се исто неспособни. Значи реално да бидеме. Кој го бара тоа? Отиди во Албанија денеска. На 100 луѓе, прашај ги, дали сакате да живеете во голема Албанија? 99% ќе ти речат не, нас ни е супер во оваа држава, комшини се супер живееме таму. Види друг. Во Косово е поголем процентот. Да речеме на тие луѓе баш не живеат национал романтиза. Значи зашто напред оди рапидно Албанија? Затоа што народот си ја сака земјата и државата. Не, Албанија не се не си ја сака, пази. Ај ке речеш албанците ко дежурна бабарога. Македонците сами не си ја сакаат земјата, луѓе. Јас сум на удар на критика. Мене ми пуштале претни, пцовки, мајки, шајки, зашто го кажам ова, меѓутоа мислењето не можам да го сменам. Така, македонците не им даваат на албанците пример. Како се сака земјата, како се брани земјата,
Како значи еден единствен кохерентен народ и како значи да гинеш за својата земја. Не буквално, во смисла на да дадеш се од себе твојата мајка земја да биде онаква каква што треба. Па после не бугар, не могар, кој год сака нека дојде, ти имаш национална гордост. Националната гордост е уствари која ти за својата земја чиниш све, таа да те сака и ти да ја сакаш. Например, Се останато е боранije веќе. Африм каш една изјава што имаше човеков пред 3 или 4 недели кога кажа, не знам дали се сеќавате, кога рече ние ќе го поддржиме ВМРО официјалната власт по политиката која што ќе водат кон Бугарија во преговорите заради тоа што тие се наши комши луѓе соседи и неќеме ние да Види, ја го да бидеме почитувам проблематични во господинот тоа. Гаши за многу работи, дури и за она со молитвата, кажуваш дека непотребно се крева фама и така натаму, но сега имам една забелеш. Гаши еднаш има изјавено, вели, јас како албанец што направила Македонија за нас албанците, за ние да ја сакаме. Ја на тоа имам одма контраодговора. Тоа е, што направила Македонија за нас македонците, за ние да ја сакаме. Има и друго нешто. Пази, Значи- неблагодарно е, пази, имам сериозен одговор на ова. Неблагодарно е било кој граѓанин на Република Македонија да каже што направила ова држава за мене. Да, не направила за тебе, како што ти викаш, не направила ни за македонците, камо ни за албанците. Меѓутоа, леп си јадел. Колку години имаш? 50. 50 години леп си јадел во оваа земја. Не ја плюкај. Не ја плюкај. Леп јадеш вода, пиеш во оваа Значи, земја. ме разбираш. Оваква или онаква. Тоа е твоја мајка земја, тука си роден на ова тло. Ако ти го презираш своето место, каде што си роден, не знам, ти имаш сериозен проблем. И сето тоа транспарентно го гледа меѓународната заедница. На тоа има една латинска изрека, вели Ipsi hostes proditorem patrie condemnunt. Што значи тоа? Вика, дури вика и гостинот вика, издаисата на својата земја ја презира. Значи, каква почит ти сакаш? Кога некој ќе дојде и кој ќе види дека ти сам себе се мрзи, зашто тој би те сакал тебе? И му оставаш простор да ти влезе, што сакаш да ти направи нешто. И после по 25 пат у оваа емисија. Значи, ќе повторам забелешките зашто го употребуваме зборот стока. Да. Ја го повторувам. Каква стока сме? Добри сме и какви што сме, бе. Добро, ајде сега малце да одиме со реклами за стоката во ова студио да пуши цигара. Еве, одма почна обвинување за етнички дисбаланс. Што е ово? Или сега вие македонците сте против балансерот? Ми викаат што е ова? Коментар има еден. Таравари вика албанец, Љуѓин Фаризи албанец и сега вика Аги Мионус албанци, од 5 дена, 3 дена имаш вика албанец. Ова не се 20%, вика ова е 70%. Ние сме модерни, бе, што тие, ми сме ин. Значи, тоа јас сум чеченец, така Сега не ми да... правите балансеру емисијава сега и вие. Што е ова со балансеров сега? Нели сме против балансерот? Значи способноста треба да се гледа, не етничката припадност. Ова балансер сленговски во чајри, кој ќе го кажеш на улица, сосема друго значење, има да знаеш. Тоа е во чајри балансер. Не можам, многу е вулгарно, не можам да ти го кажам. И секогаш кога ќе чујам на телевизија многу смешно ми е, вау, балансер. Имате вие друга... Сосема друг Ај сленг. со еуфемизам објасни ми што значи балансер сега, на чај. Ако си многу досаден, збориш и демек двата мои репродуктивни органи што се, нели, оние како ги викаат се тестиси, Добро? почнува да се подувува. Моја мало Демек многу едно па друго, едно па друго. У моја Да не мало- бидам вулгарен сега. Колку Тоа е е- чајски балансер. колку е Ајде култура- балансирај сега, му викаш. колку е Не тупи култура, превод. у моје мало си кат јајца. Не така, да. Па јајце не е навредлив збор јајце. Не, Јадеме не. секој ден Друго е- кајга на... Да. Е, тоа е. И така. Има многу изрази во чајр кои што нигде ги нема. Например, еве во албанскиот. Значи во чајр има неколку зборови во албанскиот јазик што на у Сарај да отидеш нема да те разберат тој збор. Агем ке се слога гунгш на пример. Гунгш. Гунгш е. Кажи му тетово гунгш ке те гледа. А што е гунгш? Како да ти А шпрт, знаеш ли што е? Шпрт, да. Шпрт е... Гунга, знаеш што е джумучка гунга на албански? И Добро. целата глава ти е гунга, ништо немаш во главата, тоа е гунгш. празноглав, значи е гунгш. Не, полнама Тиква. со ништо внатре, не тиква, Тиква. да. Тоа е гунгш. Примеру, тето Добро. викаат имаат израз само тето, опуче. Значи Не, не бидете гунгшови, престанете со вакви глупи коментари. Чекај, ај се едно прашање имам до вас. Еве, Љупче, прашај ги до тројцата како ја коментирате
изјавата на Муцунски дека договорот за добрососедство и не треба да се менува и дали ако одложеното дејство за бугари во устав е де факто прифаќање за кое се даваа нотарски измени. Ве молам за одговор. Владко, сега еве ја да ти одговорам прво. Јас од прв момент немам проблем со бугарите да влезат во уставот, доколку тоа е, нели, доколку тоа значи дека нашите преговори со ЕУ нема да заглават од тоа да со историја да се бавиме, туку да се бавиме со европски стандарди кои треба оваа држава да ги воспостави. Значи, бугарите во устав за мене лично од прв момент и на телевизија сум го кажувал туку и во оваа емисија сегде не се проблем и нема да бидат. Но доколку оваа рамка значи дека сега ние за да преговараме со ЕУ ќе треба да отвараме теми за историја и наместо да гледаме во иднината, во дигитализацијата, во развојот на нашата држава, да гледаме во историјата, тогаш не го прифаќам тој концепт. Тоа не сакам да биде концептот на преговори на Македонија. Агим да му одговориме? Види, мислам дека правиме нешто што е непотребно како фама. Ако во уставот на Македонија има албанци, турци, срби, роми, варум нихт, зашто да нема и бугари. Не е тоа прашање на дали да се вметнат или не. Ние имаме друго нешто проблем, а тоа е што многу наивно изгледа, но е многу сериозно вистинито дека тоа ќе биде само еден тројански конј за бугарите во Република Македонија, за да внатрешно како црв го проработат своето како агенда што го имаат. Не е за утре ќе ти бара да има бугарска партија овдека, утре ќе ти бара да има бугарско ова. Пази, бугарите се уште... Па што е проблем да има бугарска партија? Кој може да има влашка? Српска, зошто да нема и бугарска? Да, но власите не викаат вие сте власи, а бугарите викаат вие сте бугари. Пази, се зависи од аголот на кој што му пристапуваш. Ако пристапуваш од агол како лојален граѓанин на Република Македонија, и своите дејанија на територијата на Република Македонија ги правиш на конструктивен начин во изградбата на државата е друго, а друго е ако твојата агенда и твоето постоење внатре е, како што реков, како еден црв во јабука кој има за цел да ја изједе целата јабука од внатре. Сега ќе те испровоцирам. Да, повели. Српската етничка заедница во Македонија има своји партии. Србите не викаат дека ние сме срби, не признаваат, нели? Но него тоа е клучниот момент. Но имаат агенда во Македонија, како што имаат, нели, во Србија, тоа е нивна национална доктрина, политика, дека да не оддалечат нас од НАТО, од евроатланските процеси. Дали тоа не е исто црв во јаболка? Не, еве зошто не. Србите во Македонија имаат втемелена историја внатре во Македонија, додека бугарите немаат. Постоењето на србите, низ таа балканска, вардарска бановина, имаат историја на своје постоење овдека и секојаш било конструктивно. Ти види Скопје, сите нешта што се од постар карактер во изградбата на градот Скопје се врзани за презимиња кои се на ич. И тука нема бегање од вистината. Тоа е прво. Второ, ние сме биле дел од српската војска. На Кајмакчалан гинеле македонци во состав на српската војска. Значи, ние имаме историја која е со србите, која е реална и која е блиска. Имаме, ако со некого македонците имаат измешани бракови, тоа е со србите. Ако со некого имаат некаква историја на постоење на тлото на Македонија, тоа е со србите. Така да таа агенда не е иста како со бугарите. Со бугарите е својакање, а ти овдека србинот како македонец го чувствуваш за свој, што е и прифатливо и реално. Сега, тоа имам провокација. Велиш, немаме некаква историја за живење во бугарите во Македонија, но еве сега јас ќе опрашам и Александар при тебе. Абе, букварот по кој предавал Гоце Делчев, на кој јазик бил? Стоп, да го кажеш ја тоа, чекај, стоп. Што не бил даскал? Знаеш дека Гоце Делчев Чекај, се извинувам, ве молам, се извинувам. Све зависи кој го кажува тоа. Кога тоа би го кажал албанец, тоа би се третирало како ултранационалистички настап со провокативна намера. А доколку тоа го кажува македонец,
ти во стартот испаѓаш предавник на собствената кауза на Ама не сум, македонштината јас и сум така баш натаму. обратно. Кој е тој што ќе има тежина на носење вистина кога го кажува тоа? Прашање не може да кога биде јас го кривично кажав дело. тоа јавно на само вистина на Канал 5, ја бев осуден. Зошто бев осуден? Затоа што го зборев тоа што мене ми е представено и наметнато како вистина и како сервирана историолошка фактографија. Значи да се разбереме. Каде е вистината? Кој ја зборува вистината овдека? Никој. Тоа сакав да го чујам. Да, инаку еве за договорот, конкретно ако сакаш да ти одговорам. Не прво за букварот кажи ми. Да, од каде знаеш? Тоа сакав да те прашам за Гоце Делчев. Па екзактно, Тоа или дека го училиште кажал било. тоа немало други училишта во тој период. Па добро, на кој јазик Нема- учело во тие училиште? На кој јазик да ајде? На На старомакедонски. Бугарите го преземаат после 45-та. Сериозно? Значи не е проблемот со нашата азбука, со бугарската е проблемот. Верувај. Друг момент. Еден друг момент интересен е. Тогаш постои бугарска држава како они преземаат. Ама добро, постои бугарска држава уште од среден век, кога уште на татарски прават муаве таму. Ако гледаме вака се, и тоа кај била Бугарија, во денешна Дачија, Романија. Нели? Со Берлинскиот договор што добиваат две држави, требало Бугарија и Тракија да бидат, па ги окупираат. Не се. Што сакав? Добрососедски договор, значи овде запирки се вадат во приказната, е потпишан со Бугарија. Претходниците кои што преговараа во целата таа приказна не однесува во Ќорсокак, таа улица Ќорсокак, буквално. Сега има промена на власт. ВМРО ДПМН како предводник на таа власт е подготвена да седне да разговара со бугарите, меѓутоа немаме партнер од другата страна. Зошто? 7 избори поред им се случуваат на бугарите, немаат стабилна влада. И ако се сеќаваш, сигурно се сеќаваш, кога почнува да се случува Рашомодија во Бугаријата не може да се остават влада. Кога Бојко Борисов излезе и им рече на американците: "Слушај, не ни се мешате, тоа е наша внатрешна работа, ние сме членка на Европската унија." Уште имаше грб тогаш од Меркел. После тоа му се десува некарамбол во Бугарија, да не може влада да направи, нема да направи уште малку. Во Бугарија имаш 3 руски партии кои што се во власта, во владата, руски проруски ориентирани, никој за тоа не прави муабет. Вториот, што сакам да кажам, ќе се сменат и политичарите во Бугарија, преку глава им и на бугарите им се сели дупол повеќе од кај нас им се селува населението. Ќе им дојде преку глава и ќе дојдат некои нормални политичари кои што ќе седнат и ги разговараат како нормални луѓе. Бугарија треба да ни биде нас големиот брат кој што ќе не турка во Европска унија по правило. Со тоа се согласувам. По правило, што би требало да ни биде, ама не се. Бугарите во устав се согласувам со Агим. Бугарија е поголемиот брат што сака да не остаи без ниви. Да, не, Бугарија е поголемиот брат што сака да си го изеде помалиот брат у превод. И ова е добро речено. Да. Значи не ми е целта, ти види се по попис во Република Македонија, овој што го правеа, што не знам каков попис испадна, поише имаш луѓе што се декларирале како джедаи, отколку бугари. Нима гафа и джедај се, нели ти свечки, подостанато, што да си си джедај. Да пишува Марсовец и сите тие останали работи. Значи целта на бугарите не е да влезат во уставот дека се бугари како бугари, туку целта е на бугарите да влезат прво во уставот и после тоа да докажеме дека имаме заедничка историја, дека ние сме бугари, дека ние апсолутно припаѓаме. Имено тоа ми беше зборот. Тоа им е. Целта е како тројански конј да се влезе како црв во јаболка. И таа јаболка убаво да си ја изгланца, да си ја изеде однатре, да ја направи шупља, која има една турска изрека, вели дишари си форма и чери си сорма. Од надвор е прекрасно, а внатре не прашувај. Значи да се дохаотизира таа работа, до ниво на предавање, дигање руки, да кажеме на крајот, да, ние сме сите бугари овдека. Мислам, и тоа е парадокс, да, на политичари, двајцата главни политичари во Бугарија се луѓе кои што биле на високи позиции во системот кој што бил комунистички, кој што бил продолжена рака на Советскиот сојуз. Значи они се истата политика ја водат. И Радев и Бојко Борисов. Види, ние бевме натерани да попуштаме до ниво на негирање или бришење дел од историјата кој вели дека фашистичката бугарска окупација во Македонија била фашистичка. Ние избришавме се она што уствари беше жива вистина. Да. И ако ние продолжиме со отстапки кон бугарите во делот на реалната историја, ја мислам дека не само што ја виткаме кичмата, ние и без кичма ќе останеме еден ден, седнати во скутот на бугарите и прави што сакаш.
Еви грците кај се оприказнал, завршки таа приказна сонтичка. Да. Нешто мисло така На сега грците им беше. забележувам, никаде во Грција немам видено табла на одењето назад кон Македонија, табла на која што пише Норт Македонија, барем Норт, нека би Нигде го нема, тоа има На излезот од Солон имаш само Скопје, пишува. И ало, до денес кога им прешмо овој Скопје викаат, они тоа им е длабоко врежано во политиката. Но она јас што верувам и дека има надеж за нас овде, говорам во Македонија, значи цело во подневје Балканов, зашто во зборам има надеж. На овие простови се од секогаш срагале многу талентирани луѓе. да. Значи, на овие простори од секогаш луѓе со многу памет и со многу добри визии. Мојата очекување се во тој момент дека ќе дојдат луѓе кои што поинаку ги разбираат работите, кои што поинаку ќе влезат во политиката, кои што практично ќе направат оваа приказна да биде убава и добра за живење, не да бидеме Западен Балкан. Вака како што продолжува ова што го кажува Агем е многу блиско до приказната на големите геостратези од Блискиот исток, целава приказна да се префрли на Балканот. Ма имено, Каде што ќе биде пази, најопасно. Да, Ако имено, се случи пази, тоа овде, тоа е големите Балканот го држат како резервна варијанта на која ќе треба да има мир на исток, барем да има или крај на војната во Украина и после тоа да видиме тука што ќе биде. Тука да се размрда нешто, меѓутоа имаме среќа што Балканот како таков со својот немир ја чува Европа. Нестабилен Балкан е нестабилна Европа. Да, апсолутно. Тој што ќе сака да дестабилизира Европа тотално, само ќе пушти, ќе го запали фитилјот на Балканот и тогаш Европа е во сериозна опасност. Мирен Балкан е мирна Европа. Да. И тоа е тоа, меѓутоа Без малку двете големи војни од тука започнале. имено. И тука била причината. Имено која ќе завршаваме емисијава, која завршаваме, само да повторам, да подлечам нешто што ме импресионира во оваа емисија. А тоа е тоа што Бичеклиски го рече, нација, луѓе, треба да се изгради, или барем ако 30 години касниме, ајде нека почнеме сега, дај да градиме нација. А луѓето Јас сум погрешно. многу по-либертаријанец, дај бизнис да правиме бе луѓе. Абе ти од Бизнес кавадарци не и правиме. са бизнес ке Значи, правил ние серии сега- дојде. Слушај. Значи ние имаме Овде проблем ние со седнати 9 сабали за бизнеске време. Значи, дај бизнис. Не, да бидеме сериозни. Да бидеме сериозни. Значи, зошто е тоа така? Луѓето погрешно или барем не го разбираат феноменот на тоа што е нација. Пази, го имаш во Албанија. Дај да бидеме реални, луѓе. Во Албанија, кого год да прашаш што е, вика, јас сум албанец. Во Турција, кого год да прашаш што е, вика, јас сум турчин. А и вамо и тамо, земи го Еди Рама е влав. Еди Рама не вика, јас сум влав. Еди Рама вика, јас сум албанец. Риши Сунак не вика јас сум индиец. Американците имено вика јас сум американец Имено. од кубанско потекло, јас сум Имено, американец. афроамериканско, Исто. да. Јас Да. сум припадник на македонската нација од албанско потекло, од Доколку- албанскиот народ. Значи, Имено. има форми како тоа да помине, Имено, да се изжвака. додека ние не изградиме нација, ние имаме сериозен проблем генерално воопшто со опстанок на државата. Затоа што лечењето по етноцентристичкиот модел секој на своја страна не води никаде освен расцеп, а кога ќе има расцеп, вика, се извинувам доколку звучи вулгарно во емисија, вика на отворен газ секој плука. Да. Тоа е тоа. Раздели владај. Ајде до следниот петок. Ајде до следниот петок, почитувани слушатели, убава емисија ово утро, опуштена. Следниот петок, дај нека се пријави некој тука со Агим да направиме некое шоу во кое ќе се испокараме. Ова без тензии мене не ми иде. Ние ако немаме тензии, немаме држава, почитувани слушатели. Нас тензиите ни се држа. Ова што е ова смирено Или сега? од тоа Виде Љупчо, Стратеција. младци, знаеш како викаат, Значи- како старе човекот вика станува помудар. Не е точно, ако си се родил глуп ќе умреш, ако си се родил паметен. Да. Да, Како ви- што старееш стануваш повеќе коркач. Повеќе се плашиш. Ова е Тоа е тоа. Ова е голема вистина, ја знам по Тоа е себе. тоа. Знам по себе. Да. Колку старееш, толку почнеш да размислуваш, слушај, ако треснам вака или онака, Да, каква тоа е реакција вистина. има. Ако кажам вака и вака, леле, као ќе ме разберат. Додека си млад, енергичен, Не, види, и ај така натаму, се ти е тебе едно. толку не те разбирам, вој го разбирам, вој има 70.000 евра платено оштети Да, комфорт. клевета и напредат. Значи, ово е ружен тужен и до бога дужен. Уште Поради тоа чистачка. што имаш. Уште чистачката во СДСМ. Јас не
емисијава само би ставила една јаготка на шлагот во оваа емисија. Треба да има што повеќе отворени дебати, меѓутоа дебати не во кои што ќе се навредуваме, ќе се критикуваме, ако треба и ќе се тераме умајчено, меѓутоа конструктивно. Имаш ти деструктивна кавга, имаш конструктивна кавга. Да имаме што повеќе карање, ама на конструктивно карање. Има една, повторно уште една турска поговор, ќе кажам, вели, нерде вар мухабет, орда вар Мухамед. Што сака да каже? Во превод, вели, каде што има разговор, тамо го има и Бога. И Бога, да, баш така. Се додека разговараме отворено, пријателски, без намера да се повредуваме и навредуваме, ќе го има и Бога на масава, што значи дека Бог секогаш помага. Good morning, Vietnam. Свако добро. Секое добро, почитувани слушатели. Еве на крај вчера имав југословенски джандар на крај со религиска мисла ја затвори емисијава. Еве денес и овакво, како се вика, и Агим Јонус со верска мисла ја затвори емисијата. Ја не знам, размислувам ова да го направам некакво евангелистичко радио да проповедаме. Ти нас не викаш со емисија да не дупиш или да чуеш што мислиме. Види, јас сум верник, ама не сум религиозен. Значи јас си верувам Господ на свој начин, не богомилството ми не биско вака. Така да. Тој со Апасиев е богомил. Не, Апасиев е црвен буржуј и многу добро го напиша. Ова ти е добро црвениот барон да знаеш. Он е црвениот барон, сега си купил джипче, нека си го вози со среќа. Се додека имаме разговор, конструкција и разбирање, и Бог ќе биде со нас. И колку год да звучи смешно тоа што го кажувам, меѓутоа ќе се согласам со Бичеклиски. Сите додека веруваме во Бога има и надеж. Се сеќавам еднаш како дел од СДММ, тогаш го напуштив СДММ, кој стана Зоран Заев председател. Отидов на неговото прво браќање. Јаничарите сте најопасни. Значи, отидов на неговото прво обраќање и сутепав од смеење која кажа: и не се секирајте млади, Бог е со нас, а за тие што не веруваат во Бог, Америка е со нас. God bless Америка, доларот ствари би го раскажувал. Ја го гледам вака и викам, значи... Он долар читал стварите. И викам, чекај, овде нешто озбилно е проблематично. И со Бог, и со Америка. Значи... Апропо го спомна Апасиев, ти текно една песна од Оливер Мандич. Јас сум црвени бан. Кои? 3 точки. Ти текно на стиховите. Радио лидер му честита новиот Peugeot 3008, луксузното возило на Димитар Апасиев. Му честитаме што конечно се ослободи од Алфа Ромео. Но, реални да бидеме, ние имам сериозен проблем со политичари кои купиле Алфа Ромео, дека ќе знаат да одберат што е добро за државата, че не знаат кола да одберат, не дека Peugeot е некој подобар избор, но има добар мотор, не знам дали е дизел или бензинец. Ја имам Peugeot мотор кај мене на Фордот, многу сум задоволен. Ти не знаеш. Ако е дизел да пази со ДПФ-от. А ние што возиме ние од Чајер? Или BMW или Мерцедес. Погоди, значи, едната рака низ прозор извадена, деца до даска, една слека на колата. Значи, и циганата се чури, Само извини, знаеш како поздравуваш од кола во Чајер? Вака го дигаш, викаш фамилијата. Тоа е, као добар ден, добар ден си поправиш. Реално, кога сме кај колективните стереотипи, според мене, албанците не се многу добри во оно што се вика интериор дизајн, ама за автомобили имаат далеку подобар вкус од нас. Не познавам албанец кој вози Дачија.